Неизвестна зима за бизнис секторот. Најавата за евентуално ново покачување на цената на струјата по новогодишните празници во грч ги држи големите компании. Потребна е државна помош, во спротивно дел од нив кои се на слободен пазар на електрична енергија ќе бидат принудени да стават куќ. Цените на електрична енергија на Хупекс берзата во Будипешта се нешто прифатливи, така да кажам, се по-ниски него она што беше јули и август. И мислам дека ако останат вака ќе биде добро, но нема никаква гаранција дека состојбата ќе остане вака. Дури некои предвидувања се дека после нова година драстично ќе имаме пораст на цените на струјата. Така да опасностите од пропаст на некои големи компании кои вработуваат многу луѓе си останува и понатаму. Во наредниот период владата треба да направи добра анализа на кои стопански гранки им е најнеопходна помош. Реална поддршка треба да има за оние компании кај кои струјата драстично учествува во технолошкиот процес. Како евентуална мерка што би помогнала е и субвенционирање на придонесите, посочуваат од текстилниот кластер. Кај нас придонесите учествуваат со голем процент во бруто платата и секако дека намалувањето на тој трошок би ни помогнало да ги пребродиме овие зголемувањето на другите трошоци. Берзанските цени на струјата годинава се 5 до 7 пати повисоки од изминатата година, а летните месеци киловат час достигне и над 500 евра, што под знак прашалник ја доведе ликвидноста на многу компании во државата.